Речи си да не постои човек кој што барем еднаш во животот не почувствувал главоболка, а кај некој пак тоа е секојдневие. На тема главоболка и мигрена вечерва разговарам со професор доктор Лилјана Илиевска, невропсихијатар од специјалната болница Филип II. Почитувани гледачи, вие пак ќе можете, доколку имате интерес да упатите некакво прашање до докторката, да се јавите на 043-230-690. Докторке, најнапред, добре дојдовте во емисијата Живе и здраво на К1 телевизија и ви посакувам пријатна вечер. Добро вечер и благодарам за поканата. Така. Рековме ќе говориме за мигрената и главоболката. Колку е честоќата на главоболката кај населението и на која возраст најчесто се јавува? За главоболката познато е дека таа е една од најчестите симптоми во невролошката пракса. За неизе, за главоболка, првите написи постојат уште 5000 години пред нашата ера, од времето на Хипократ, тој е таткото на медицината, кој си ги опишал своите мигренозни главоболки. Значи, нема, како што рековте, човек кој што во тек на својот живот не доживеал некогаш главоболка. Тоа може да бидат различни видови главоболки и според некоја статистика, негде 70 до 90% од луѓето од општата популација во тек на животот доживуваат некоја главоболка. Сега таа главоболки може да бидат најчести од негде 20 до 40 годишна возраст и со зголемување на возраста или кај помлади намалување на возраста, таа фреквенција, односно инциденца се намалува. Меѓутоа, неретко сме сведоци да и дечиња кои што се во школска возраст имаат главоболки кои што се атипични и често и мигренозни главоболки, поради кои тие не успеваат да бидат ефикасни во школото, во совладување на наставата или отсуствуваат од настава. Честоќата, главоболките главно се делат на две големи групи. Значи, викаме примарни главоболки и секундарни главоболки. Што значи примарни главоболки? Примарна главоболка е она кај која што нема патолошки субстрат. Значи, нема наод со морфолошките методи, немаме наод кој укажува зошто се јавува таа главоболка. Во групата на примарни главоболки е представник мигрената, за која овој пат ќе зборуваме. А другата група е секундарни главоболки, според меѓународната класификација за главоболки. Тук има повеќе видови на главоболки, кои што се сврзани со некои други заболувања. Например, главоболка со васкуларни пореметувања при покачен крвен притисок, при некои циркулаторни нарушувања или не циркулаторни нарушувања, при интоксикации, при метаболни нарушувања, при повреди на главата, познато е дека има главоболки, исто така при предозирање или прекомерна употреба на некои медикаменти може да доведе до главоболки, при тумори и така натаму. За овие главоболки нема овој момент да зборуваме, меѓутоа доколку има некои прашања можеме да одговараме. Битно е да се задржиме главно на мигренозните главоболки. Што значи? Мигрената е една доста честа појава на главоболка, која што се јавува некаде 10% од општата популација. Значи, секој 10 може да има мигренозна главоболка. И мигренозните главоболки, според тоа статистика, израчунато е дека, например, во Америка има 23 милиони болни кои страдаат од мигрена. Значи, тоа е доста голема бројка, скоро колку ја кажувам бивша Југославија, колку што имаше жители. Според ова во Македонија, апроксимативно би имало околу 200 или преку 200.000 болни кои страдаат од мигренозни главоболки. Исто така е рачунат овие болни кога имаат такви болки, тие се неефикасни на работното место, значи и не доаѓа до губиток како на личен, така и на отсуствуваат од работа и доаѓа до губиток не само на личен и на финансиски план. Правени се врз база на ова некои истражувања
колку економски претворено тоа во пари чини таков болен кој што страда од мигрена, кај што се израчунати сите тие, нели, прегледите, медикаментите кои ги употребуваат, отсуството од работа, неефикасноста на работа, и на тој начин е прорачунато тој кост-бенефит. Се вика дека, например, за илустрација, во Америка тоа кошта околу 4 милиарди и 300 милиони фунти, а во Англија околу 950 милиони фунти. Со тоа произлегува не само за бројот на колкав е голем бројот на овие болни, него и од интересот за нивниот третман на овие болни, препознавањето, дијагнозата и третманот на болните. Така. Што е тоа мигренозна главоболка и кои се најчестите причини поради која се јавува истата? Според меѓународната класификација за главоболки, мигренозна главоболка представува обично еднострана, пулсирачка, силна главоболка, која што трае од 4 до 72 часа. Значи, тоа време траење определено е битно да се диференцира мигренозната главоболка од другите видови на примарни главоболки, како што се има кластер главоболки кои трајат помалку од 4 часа, или пак, например, неуралгиите, кои што трајат секундарно. Значи, самото време траење ја класифицира мигрената во таа група, потоа тие може да бидат пратени со гадење, повраќање, значи им смета светлост или фотофобија се вика, им смета бука, фонофобија и се потенцираат со физички напор, качување по степеници и така натаму. Битно е, интересно е дека мигрената се јавува некаде со различна фреквенција кај различни луѓе. Значи, кај не е еднаква фреквенција кај сите кои страдаат од мигрена. Така таа може да се јави од 1 до 2 пати годишно, или пак да се јави еднаш до 2 пати месечно или неделно. И имаме дури пациенти кои скоро секојдневно имаат некој вид на мигренозни главоболки со помал или поголем интензитет, и во такви ситуации зборуваме за хронична мигрена, која може да се јави скоро 15 пати во месецот. Кога велиме мигренозна болка, значи ли тоа дека на одреден дел од главата се јавува болката или тоа е индивидуално кај секого различно? Значи, обично се јавува на едната половина, која што, а може да биде и на двете страни. Болните или ја локализираат обично позади окото, или пак се шири од задниот дел, окципиталниот према напред. Значи, карактеристиките се тоа што обично е еднострана, која што може да ја чувствуваат позади, нели, окото, и при тоа имаат истовремено сметни пред видот, нели им смета светлост, имаат некои цик-цак линии, неправилни сметни пред видот и се затвараат во затемната просторија, за да не дојде до провоцирање на овие главоболки. Што е битно? Битно е дека што и предизвикува главоболката. Нели рековме дека таа спаѓа во примарни главоболки. Тоа значи дека нема некој патолошки субстрат. Значи нема тумор, нема. Обично луѓето кои многу ги боли, тие мислат дека имаат тумор, напротив, туморот не боли така. Значи мигрената ги има тие карактеристики по кои ние според податоците ја препознаваме. И битно е да се каже дека постои еден така наречен мигренски тип на личности кои имаат одредени карактеристики. Тоа се обично амбициозни, интелигентни особи кои што се доста напнати, постојано се во некоја трка да постигнат, незадоволни се со тоа што постигнале. Доктор, ќе ве прекинам, извинете, само имаме гледач на линија, да го вклучиме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се јавуваме од Велес. Така. Ве поздравувам вас и докторката и сакам да прашам. Да. Едно прашање до докторката. Мојата мајка почесто ја паѓа мигрена. Сакам да знам, дали мигрената е наследна? Да. Так.
Благодарам. Да ми каже докторката. Прашањето е интересно и да се каже дека кај мигрената постои еден вид на фамилиарна предиспозиција. Значи, најчесто таа се јавува кај мајките, кои се јавуваат и кај некои од децата, најчесто ќерките. И мигрената не се... Јас сум правила такви испитувања генетски, кај повеќе видови на членови во фамилиите, кај што има по неколку члена може да има со мигрена. Сме имале такви фамилии што скоро 5-6 члена во фамилијата имаат мигрена. Значи сите тие имаат мигренозни главоболки и дека постои генетскиот фактор, наследната компонента е присутна кај мигрената. Тоа е точно. Меѓутоа, тоа не значи дека мора секој од нив да заболи. Ще надевам дека гледачката е задоволна од одговорот на докторката. Доктор, ќе продолжуваме со... Кои може да бидат сега, што е битно, фактори, како што рековме, за да се појави мигрената? Значи, тука е личноста едно, второ, хормоналните фактори влијаат. Тука се, нели, циклусот обично кај женските особи се јавува 2-3 дена пред менструалниот циклус. Временските промени може да влијаат, метеоролошките промени за појава на мигренозните главоболки. Исто така е битно да се каже дека мигрената може да се јави во врска со некоја храна, како да речеме јадење на сирење, вино, алкохол, чоколада, така да секој еден болен кој што страда од мигрена обично прави се препорачува самиот да види што му претходело за да се појават мигренозните главоболки и си прави свој календар за да би ги избегнува такви провокативни или тригерни, така наречени тригерни фактори кои што може да доведат до мигренозни главоболки. Друго што треба да кажам дека често кај мигрената во последно време откриваме така наречено перзистентен форамен овале. Тоа е еден отвор кој што сите ние го имаме додека сме во утробата на мајката, преку кој се исхранува детето, ја прима крвта и после пороѓање на раѓањето би требало тоа да се затвори. Меѓутоа 20 до 40% од тие остануваат недоволно затворени и доаѓаат до мешање на прочистената и нечиста крв. И на тој начин се ствараат овие, често се поврзани со мигренозни главоболки, кои ние во последно време доста често ги откриваме. Така. Кои се симптомите на мигрена и какви видови на мигренозни напади има? Тоа би било логично прашање во продолжение. Да, кажавме отприлика кои симптоми, меѓутоа битно да кажеме дека мигрената има неколку фази. Значи може да има една продромална фаза или фаза во која што претходи на мигренозните главоболки. Тие обично се тука работи за некои психички промени со една раздразливост, емоционална преосетливост, нерасположеност. Тоа може неколку дена да претходи пред мигренозните главоболки. Потоа следи, значи може да има аура, главоболка и завршна фаза. Значи аурата е присутна кај одреден број на мигренозни главоболки, кои ги викаме мигрена со аура, кога непосредно пред појавата на овие интензивни главоболки има транзиторни неуролошки испади кои трајат некаде околу 60 минути, односно околу 1 саат, а после тоа следи главоболката. Како аура може да се јават најразлични симптоми кои се транзиторни. Тоа се најчесто видни симптоми и тие се јавуваат кај мигрена со видна аура, така наречени. Потоа може да се јави како губиток на видот на едната страна на окото, може да се јават сензитивни симптоми, трнење на лицето, потоа може да сметни со говорот да се јават, вртоглавици, значи кај базиларната мигрена. Исто така имаме и друг вид на мигрени кои што зависно од аурата на тој начин се класифицираат. После аурата, по завршувањето на аурата, почнува главоболката, која што е многу интензивна, како што кажавме, обично еднострана, пулсирачки карактер има
и е проследена со гадење, повраќање, им смета светлост или фотофобија, им смета бука, фонофобија. Обично тие луѓе се изолираат во затемнета просторија, мирно, и понатаму, значи, може да има зголемување со физичкиот напор. И тие главоболки, како што рековме, трајат од 4 до 72 часа, значи околу 3 дена. Меѓутоа, имаме и други видови на главоболки, кои што може да трајат и подолго време, комплицирани, како може да се јави мигренозен статус. Во завршната фаза, обично тие болни се депресивни и нели се истоштени, малаксани после завршување на мигренозната главоболка. Значи, зависно од ова што кажавме, дека мигрената може да има две групи на мигрена. Мигрена со аура и обична мигрена без аура. Значи, обичната мигрена ги има само главоболките на кои не им претходи ова аура. А комплицираната мигрена, значи мигрената со аура, е пратена со овие симптоми на аура. И зависно од тоа, разликуваме неколку видови. Значи, мигрена со видна аура, например, кај која има видни симптоми. Со ретинална мигрена, кај која што доаѓа до губиток на видот, например, на едното око, кај што е зафатена ретината на окото. Базиларна мигрена, кај што се јавуваат симптомите од задниот дел на мозокот, нели од базиларната регија, и тука може да имаме вртоглавици, сметни со говорот, дизартрија, дупло гледање. Значи, сето тоа симптоми кои што се неуролошки, кои трајат 1 сат и потоа се повлекуваат. И тие доаѓаат диференцијално диагностички со други состојби како транзиторни исхемични атаки или некој треба добро тоа да се диференцира за што се работи. Меѓутоа, кај тие другите состојби нема такви главоболки кои што следат после аурата. Воколку таа мигренозна главоболка трае подолго време, од 72 часа, може да настане така наречен мигренозен статус. При такви мигренозни статуси може да дојде до нарушување на циркулацијата во мозокот. Затоа што кај мигрената патофизиолошки во суштина се работи до намалување на циркулацијата во одредена регија, во задниот дел на мозокот, обично во него викаме тилниот дел или окципиталниот, кој полека се шири према напред. Во однос тоа е докажано дека како причина се јавува недостатокот на таа циркулација. Па од тука произлегува терапијата која што ние пременуваме во превентивниот дел на мигрената. Значи, мигрената е многу битно да се разбере што се случува во мозокот за да се јават такви силни главоболки. Значи, имаме разни видови на мигрени, битно е да се постави диагнозата и да се почне со терапија. Не е точно дека кај народот така владее една, често кои ќе ни дојдат нас пациенти, јас имам мигрена, ама ми кажуваат дека таа не се лекува. Напротив, со секое озбилно пристапување кон состојбата, значи начинот на лекувањето, начинот на диагностицирањето треба да се решат, бар да се спречат тие главоболки или да се ублажат. Значи има сосема можности за тоа, зависно како ќе настапите. Значи, прво се поставува диагноза. Значи, диагноза за каква главоболка се работи. Диагнозата се поставува воглавно на податоците кои што ги добиваме од пациентот, значи од анамнезата. Како што кажавме, треба да ги задоволува не од овие критериуми кои што се според меѓународната класификација на мигрена, да е типично да се јавуваат такви пулсирачки главоболки, со тоа време траење и некои од овие не мора сите симптоми да ги имаат. Меѓутоа, воглавном тие ги имаат фотофобија, фонофобија, повраќање и се одредува честоќата на главоболката. Понатаму, значи, се прават испитувања како електроенцефалографија. Електроенцефалографија е исто како електрокардиографијата. Значи се слика, се снима функцијата, мозочната функција на мозокот, како работи мозокот. Во главном, значи, кај мигрена нема некои промени, меѓутоа ние сме
нашите апарати се толку осетливи да и нашето искуство е така големо да ние веднаш по самата изглед на основната активност која може да биде зашилена или да има лесни иритативни промени, кај некои дури има и повеќе такви иритативни промени, значи веднаш ја поставуваме диагнозата на база на овој наод. Има мигрени кои ги нарекуваме дизритмични мигрени, кај кои што постојат такви избивања, така наречени иритативни, значи некои шилци, дури и пароксизмални избивања, кај кои третманот е на посебен начин. Значи, битно е да се направат тие испитувања. Понатаму, значи, се прават овие евоцирани потенцијали кај нас. Евоцираните потенцијали ги правиме за да видиме, да диференцираме, да не се работи поготово кај мигрена со аура, кај што имаме видни нарушувања, кај што други симптоми, аурата која дава транзиторни неуролошки испади, да диференцираме мигрената од некои други заболувања. Затоа кај нас се прават тие евоцирани потенцијали. А што значи евоциран? Самиот збор евоциран значи предизвикан потенцијал. Значи ние стимулираме преку светлосни стимули, значи се пренесува светлоста од окото, јас најпросто им кажувам, до мозокот. Потоа име со звучни стимули, аудитивни потенцијали од увото до мозокот и сензитивни од рацете или нозете до мозокот. И на тој начин ги испитуваме сите патишта на трансмисија на спроводливост. Во колку се заработи, бидејќи кај мигрената рековме дека е примарна главоболка која нема патолошки субстрат, овие потенцијали се нормални. Додека ако се работи за некоја друга заболување кај што може да дојде, кај што имаме тие неуролошки транзиторни испади, тогаш би имало некакви пореметувања. Значи, тие се прават за да се исклучат некои други состојби. Друго што во последно време кај нас, во Филип Тори особено правиме и доста често диагностицираме, тоа е со помош на транскраниален доплер. Со тој транскраниален доплер, значи го откриваме баш тој форамен овале, што кажав, дали е перзистентен, значи дали е присутен, значи еден отвор кој што рековме дека не останува кај 20 до 40% од луѓето кои што не е затворен, и во последно време со откривањето на овој отвор, форамен овале, ние се решава на тој начин што се затвара со посебен девајс или чадорче го викаме, кој што се решава на многу едноставен амбулантски начин. Не е тоа хируршки, него тоа се иде преку циркулацијата и се точно на тој отвор се поставува тоа за да се слепи, кај што ќе се затоа слично на стент, така му доаѓа. Такви девајси постојат и се гледа колкав е тој отвор, се затвара и се решава тој проблем, затоа што кај тие кои што постои тој присутен форамен овале, постојано се доаѓа до емболуси, се фрлаат емболуси кои што пак на мозокот оставаат трага и се јавуват и главоболки, меѓутоа се јавуват и како мали мозочни удари, кои што ги откриваме со помош на компјутеризирана томографија или магнетна резонанца. Затоа и кај овие болни со мигрена правиме овие морфолошки методи, или морфоструктурални методи, како компјутеризирана томографија и магнетна резонанца, за да откриеме да нема евентуално некој друг субстрат. И понатаму треба да се направи ангиографија, евентуално во случај кај што сомневаме да нема некоја анеуризма, затоа што сме имали случаи во нашата пракса мигрена со некоја анеуризма симптоматска, кај што со малку подругачие симптомите, и во такви ситуации би требало на тие луѓе да им се помогне. Рековме, доколку постои повеќедневна болка, тогаш значи не се работи за главоболка, туку конкретно за мигрена. Така е тоа, точно е тоа така или како еднодневна рековте? Повеќедневна. Повеќедневна. Значи многу е битно тоа што кажав, тој критериум на време траење,
4 часа, значи неколку часа, до обично до 3 дена така трае, меѓутоа може да трае и подолго. Значи тоа ни е битно за да диференцираме мигрената од другите видови на главоболки. Има многу видови на главоболки. Јас кажав дека уште во поделата на меѓународната класификација имаме симптоматски главоболки поврзани со некои други заболувања, меѓутоа има и други примарни главоболки, како кластер главоболки, кои што пак трајат помалку од 4 часа. Тие трајат по 3 часа и многу се појаки, мислам, тоа се поретки, меѓутоа ги има обично кај, додека мигрената е почеста кај жените, овие се почести кај мажите. Така да диференцирањето е битно да се каже, да се земат добри податоци во врска со траењето на главоболката и пропратните симптоми кај главоболката. Ги спомнавте и децата. На која е најмалата возраст на која што може децата да... Тука нема ограничување на децата. Јас во нашата пракса доаѓаат дечиња со... Имаме баш и те, да кажам, и од Велес имаме неколку дечиња кои ни доаѓаат од школска возраст со мигрени. Значи, од кои ќе поставиме дијагнозата дека имаат мигрена, тогаш ја решаваме ние на посебен начин. Јас ќе зборувам за третманот кој е различен за време на нападот на мигренозната главоболка и измеѓу. Ве прекинувам за момент, само имаме гледач на линија. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ве поздравувам вас и докторката. Имам главоболка од 76 година. Добро. И 4 пати ми е снимана главата, не можат да ми најдат дијагноза. Вика се е здраво, а ја имам полови на десната страна. Да. И надмална крв на окото десно и обрато. Да. Еве ве разбрав сосема, значи вие опишавте еден вид на главоболка која што личи на мигренозна главоболка, самото тоа што ве боли една страна, едната половина на главата. Да. И дека нема никакво и дека нема никаков наод, веројатно сте правеле компјутер вие некои испитувања. Да, без 4 пати на снимање. Да, и нема потреба да одите затоа што јас реков дека кај мигрена обично нема такви наоди на компјутеризирана томографија. Подобро е да се направи електроенцефалографија, значи она што кажа функционална метода. Па тоа еве кај нас се прави, се прави на нашата институција, наједноставно се прави. Тоа е како електрокардиографија. Значи со помош... Филип II е во Скопје, имате и во Битола и... Да, ние и во Кава, точно во Неготино идеме на една амбуланта, али тоа може да се прави било каде, мислам. Тоа е наједноставно снимање, значи со помош на електроди поставени како на главата, со капа се слика, тоа не е зрачење и мозокот ја регистрира функцијата која што ние анализираме. И се дава терапија. Јас да ви облажувам болките со кафетини. Тоа обично така се справат луѓето кои ги болат, земаат кафетини, меѓутоа подолго земање на тие аналгетици ствараат навика и ствараат потреба да поново се земаат. Значи во прво време ќе ја смират главоболката и потоа таа поново се јавува. Значи се доаѓа во една зависност. Ние на друг начин ги лекуваме, значи даваме тоа што фали за појава на главоболката. Јас кажав дека обично е недостаток на циркулација во мозокот. А уникодено каде да се јавам? Еве, за да се јавите, тогаш во Филип II си има телефон на шалтер 30 90, како беше? Дека Филип II? Да, Филип II, тоа е во градската 8 септември болница, тука на трети спрацена, во Скопје се наоѓа. Да. 484. Така, веројатно ќе се снајде гледачот за бројчето, лесно е. Ви благодариме за вашето јавување, господине. Доколку имате уште некое прашање, повелете. Тоа се решава и... Добро, ви благодариме, ќе се видиме. Така, благодарим уште еднаш на гледачот, продолжуваме ние понатамо.
Тоа баш за тој третманот ја би сакала да позборуваме. Точно што се јави гледачот. Значи, проблемот е во тоа што третманот на мигрената се состои на два начини. Значи, во превентивен третман, да не дојде до главоболка, или во колку дојде да бидат тие сосема благи главоболки, и третман за време на главоболка. Значи, поисправно од нашето искуство е лекувањето во превентивниот третман. Што значи тоа? Прво се поставува дијагноза дека се работи за мигрена, и превентивниот третман се состои во давање на, даваме ние во главном, наједноставно е давање на овие вазодилататорни терапии, што се работи за хипоперфузија кај мигрената, значи намалена циркулација, која се шири како spreading depression од задниот дел, окципиталниот, према напред, така се шири и болката. Тоа се зема некаде околу неколку месеци, 5-6 месеци, и веќе главоболките навистина им исчезнуваат. Друг начин на давање зависи од тоа дали има промени на електроенцефалограмот. Значи, комбинираме и со антиепилептична терапија, всушност како што е, значи, депакин или валпроатот, се дава топираматот, се даваат мали дози во тие моменти. Значи, ние правиме прво дијагноза, дали мигрената е со дизритмична со промени, па даваме соодветна терапија. Се даваат и бета-блокатори, се даваат антидепресиви како амитриптилинот. Тоа е се група на лекови кои што може да се дадат во тој превентивен третман. За тоа одлучува докторот кој ќе ги прегледа болните и приоѓа кон наједноставниот начин. Сите тие болни во главном се решаваат кој ќе се добро дијагностицира, кој ќе се даде на добра терапија. Другиот начин е на лекување за време на напад. Значи, кој ќе се појави таа главоболка. Обично тие болни идат на зимаат само иницијативно поголема доза на лекови за као што беше гледачот кафетини или некои други аналгетици, стануваат зависни од тие лекови, не ја решаваат со години. Мигрената постои, дури може да, значи, тоа се искомплицира со една таблетоманија, така да се зависни од тие лекови. Давањето на лекови за време на напади, значи постојат овие аналгетиците кои што може да се дадат во различни форми, дали од нестероидните аналгетици, потоа се дава триптаните, како суматриптан се дава. Меѓутоа, со сите тие лекови не треба многу да се претерува, затоа што не се така, има и одредени контраиндикации, како што се, например, кај овие триптаните се доаѓа до кај исхемични болести на срцето, нели, оние кои што прележале миокарден инфаркт или оние кои што имале субарахнална хеморагија или кои се, значи, со некои хипертензии и така натаму, значи, имаат своји одредени контраиндикации. И затоа се оди повеќе на превентивниот третман. И сега, кога сме кај земањето лекови, како се лекуваат луѓето, жените кои што имаат мигрени, а се бремени или пак евентуално доаѓаат? Овде е по-специфично, заради тоа што не можеме сите лекови да ги применуваме, поготово не можеме триптаните да ги даваме, затоа што тие се излачуваат преку млекото и делуваат на материцата, и тие на суштина не треба да се применуваат. Давање на благи аналгетици као парацетамол може да се даде. Исто така, према некои студии, амерички студии се покажало дека земање на рибино масло, например, негде околу 60% ги смирува главоболките. Потоа давање на разни витамински терапии, витамин Q10, значи се оди на блага терапија да се подобри исхраната на мозокот на еден начин и благи аналгетици. Меѓутоа, овие триптаните кои спомнавме не би требало да се даваат. Спомна и гледачот дека при појава на главоболка зема кафетин или било кој друг аналгетик. Колку може да се искомплицира состојбата на здравието на човекот на своја рака земање таблетки? Да, точно. Прво, самите тие лекови не се така безазлени, зависно кои дози се примаат.
Прво се доаѓа, како што реков, една зависност позната како таблетоманија, во кое што во прво време се смирува болката, главоболката, и самиот лек потоа предизвикува главоболка за да биде повторно земе. Тука се доаѓа во една зависност. Друго, сите тие нестероидни аналгетици не се нештетни за желудецот, може да дојде до стварање на укус, чир негде да прокрвари или така натаму. Така да нарушувањето на здравјето многу битно настанува од тоа колку земаат и како се тие третираат. Не би требало само иницијативно да се третираат. Значи, затоа треба да се тие под контрола на доктор кој што може да индицира соодветна терапија. Така. Јас само сакам да ги потсетам гледачите дека можат да се јават на 043-230-690. Тоа е телефонскиот број на К1 телевизија, но исто така на вашите монитори, на вашите телевизори можете да го видите и телефонскиот број на специјалната болница Филип II, па доколку имате било какви прашања или да закажете преглед, можете слободно да го искористите. Докторке, колку е важен начинот на живот? Колку е важно да се избегнува стресот? И дали е тоа воопшто можно за да избегнеме главоболки и секако мигрена? Да. Значи, тоа е многу битно да се као стресот да се избегнува, затоа што стресот е познато дека е еден од провокаторите за главоболки, па пред се и мигренозните главоболки. Начинот на живот е многу битен, значи начинот на регулирањето на будноста, спиењето, значи да има добар сон, начинот на исхрана, значи да не обично се некогаш гладот може да предизвика главоболка, поред жета, понатаму треба да се спортува, треба да се спроведуваат разни релаксациони техники за да се опушти организмот, за да не дојде до таква состојба кај што стресот може да предизвика главоболката. Познато е тоа секогаш дека во стресни состојби се јавуваат и разни видови главоболки, меѓутоа и мигрената е една од тие кои што може да биде предизвикана. Така, кога пациент доаѓа кај вас на преглед со проблем со главоболка, односно мигрена, кои се првите чекори кои што вие ги правите? Значи, првите чекори, како што кажав, е земање на една добра анамнеза. Значи, добри податоци во врска со главоболката. Значи, треба да опише каква главоболка има. Значи, тука сите овие карактеристики на главоболката. Прво, каков вид на главоболка е, каде е локализирана главоболката. Нели рековме дали е пулсирачка, дали е стегачка, затоа што може да има и друг вид на главоболки, така наречени тензиони вид на главоболки, кои што се, за разлика од мигрената, стегачки главоболки, тие ги чувствуваат како менгеме главата, како стегање, а не како пулсирање. Обично е во тилниот дел, во вратот, и се пропратени со напнатост, за разлика од мигрената, тие се подолготрајни, со помал интензитет. Значи, постои разлика во самиот опис на карактеристиките. Кај тензионот вид на главоболки немате гадење, повраќање, нема, што кажавме, да им смета светлост, бука. Значи, самата анамнеза е главна, значи, за да се постави диагноза. Затоа ние посветуваме посебно внимание на податоците кои што ќе ни ги даде, а потоа следи невролошкиот преглед. Невролошкиот преглед е битен да се направи, значи да се открие дали нема некои испади, како што ги викаме, парализи или некои, обично кај мигрената доаѓа до спуштање на очниот капак на страната на мигренозната главоболка, значи дали постои двојно гледање, значи диплопија го викаме тоа. Значи дали постои пореметување на говорот, тоа го викаме дизартрија. Значи може да има некогаш хемипареза или слабост. Има така наречена хемиплегична мигрена, која што се јавува во одредени форми на мигрена, комплицирани мигрени. Например, имавме ние сега во мојата пракса едно дете, тоа беше, кога почнаме да зборуваме за деца, ја заборав да го спомнам, тоа беше дете кое што беше негде почнато за прв пат од 5-6 годишна возраст.
кај тоа дете, поред главоболките, кои што се силни на овој начин пулсирачки, имаше пропратни симптоми со пореметување на говорот и со одземеност или парализа на едната страна. И замислите дека во такви ситуации секој ќе помисли дека е тоа нешто, најмалку ќе помисли дека се работи за мигрена, и затоа се прават плејада на испитувања. Обично на тоа дете се случи тоа дека беа за време на одмор, например негде на море или еднаш биле во Франција. Значи може да се деси во такви состојби кога патуваат некаде, кога се во стресни состојби. И во тие моменти тоа дете беше испитувано, па дури дојде на нашата клиника, престојуваше и тука го испитувавме. Тие поминуваат без последици, значи трае одреден период. Тоа е така наречена фамилиарна хемиплегична мигрена, кај која што се уваат тие симптоми, после се губат. Значи битно е прво да се направи добар преглед, од кој ќе исклучиме дека нема невролошки испади, значи тоа ќе констатираме дека се работи за обична мигрена, а не ова мигрена која што е со некоја ова комплицирана или со аура. Потоа се прават рутински електроенцефалограмот, како што кажав, значи да се види функцијата на мозокот, да се исклучи дали е таа мигрена дизритмична со некои промени на ЕГ или е без промени. Затоа е различен приодот со третманот кога имаме со промени и без промени. Кажав дека тие што се без промени, едноставно надополнуваме циркулацијата во превентивниот третман, или зависно тоа кои се тие пациенти стресни, даваме малку анксиолитици, значи се даваат по потреба само таблети кои што не се штетни за болка, даваме кои не делуваат на желудникот на еден начин, само да повремено ги зема, а не редовно. И тие болни навистина после тоа кои ќе дојдат на контрола веќе ќе кажат дека главоболките веќе не ги чувствуваат или не се со таков интензитет. Значи, затоа е битна диагнозата да се постави за секој случај поединачно. И на секој случај пристапот е зависно од состојбата. За прецизно диагностицирање се разбира нужна е и софистицирана опрема. Да. Што е она со кое што вие таму располагате во вашиот кабинет и со кое што ги вршите сите прегледи во врска со мигрената? Па кажав јас, во нашиот кабинет ги располагаме со сите тие софистицирани техники, а тоа се електроенцефалограм, кој е 120 канален и постојат повеќе можности тука и полиграфски да се снима. Значи, понатаму правиме и техника една со депривација на сон. Значи, ако обичното ЕЕГ покаже одредени промени кои што не се така изразени, меѓутоа има индиции дека со активацијата, со неспиење, значи таа депривација на сон значи дека пациентот нема да спие неколку сати пред да дојде на закажано снимање. Обично тоа се снима на сабајле во 8 часот, нели после не спие од 3 саатот до сабајле, па се снима во 8 саатот, скоро цел саат се снима во легната положба, при кои состојби тие болни заспиваат и добиваме, значи, едно активирано ЕЕГ за време од самиот замор се активира и од сонот добиваме во сон електроенцефалограм. И навистина во такви состојби добиваме многу оние кои што случаи не се диференцирани за какви промени се работи, значи може да се додиференцираат и да се пристапи кон нивниот третман. Потоа, ако одиме испитуваме транскранијалниот доплер, тоа го имаме кај нас, за откривање на тој форамен, перзистентен форамен овале. Имаме евоцирани потенцијали кои што се исто така софистицирани техники, кажав, на трансмисијата која што на спроводливоста на сензорниот систем, низ сите тие видните, слушните апарати и низ сензорниот систем, да не се работи, некогаш може да има да се крие тука некоја као мултипла склероза или као некои други со транзиторни нарушувања, значи да се исклучат други состојби или заболувања. И во колку сите тие техники
нели доплер сонографија ќе се направи, во колку сите тие техники не покажуваат или понатаму постои некое сомнение дека може да се најде нешто, се прават компјутеризирана томографија. Кај нас имаме софистицирани 64 мултислайден компјутерска томографија, кај која што не се битни само снимањата на мозочниот паренхим, туку со помош на контраст ги снимаме и крвните садови од вратот до мозокот, кај кои што често пати откриваме некои промени, како што се стеснувања кои може да допринесат до намалување на циркулацијата во мозокот или така наречено извиуганост, кинкинг го викаме, кое исто така ја нарушува циркулацијата. И сето тоа се поврзува со невролошките наоди, па во колку е тоа достапно на вратот, се решава на посебен начин, значи со отклонување на таа каротидна болест. Значи, многу е битно да се, исто сега имаме магнетна резонанца, која е исто многу софистицирана, така да болниот останува до крај тука доиспитан. Од која добро ќе го испитаме, тогаш приодот кон третманот е зависно од тоа што ќе покажат овие резултати. Колку дисциплинираноста на пациентите влие врз поуспешно лекување на истите? Па дисциплинираноста нормално дека влие многу да е успешно лекувањето. Прво, советите на докторот треба да се почитуваат во редовното земање на она терапија која што ја одредил ординирачкиот лекар. Ако се работи за превентивна терапија, превентивна до кога? Значи, треба да се направат контроли, одредени контроли, кои во прво време ги правиме на месец дена, а после на 3 или 5-6 месеци. И обично таа терапија ја зема 5-6 месеци и после тоа се прават паузи. Третманот е секогаш индивидуален и тука треба да се советите почитуваат во начинот на исхраната, во начинот на избегнување на тие стресни состојби, како што кажавме, што може да доведат до провокацирање на мигренозните главоболки, да се избегнува на оние ризични тригер фактори кои што го провоцираат мигрената. Познати се, кажавме, тоа може да биде чоколадо, сирење, вино, црно вино и многу други. Несониците, неспиењето може да предизвика. Али, мислам, има работи што може да се отклонат, за да не дојде до таква активација на главоболката, да се појави главоболка. И сосема за крај, на кој начин да се заштити населението? И дали е можно тоа воопшто? Да се заштити, општо не може да се каже. Сите тие посебна заштита нема општо кажано. Заштитата е во тоа да се запознае со главоболката што ја има, прво да се постави диагноза за каква главоболка, затоа што главоболка има толку многу видови. Обично луѓето кога имаат главоболка помислуваат дека се работи за, обично најстрашно за тумор или за некое друго заболување кое што кога многу ги боли мислат дека има тумор и тие се преплашени во суштина. А туморите не мора да болат тие така силно. Обично главоболка која што е кратко трајна, обично може да биде тумор. Значи, фактор време тука го исклучува туморите на еден начин. Додека главоболки као мигрени може да трајат обично од млади години, како што кажа, исто сега се навраќам на пациентот, одамна ги имал, што значи дека што долго време траела главоболката, значи исклучува симптоматска главоболка која може да биде поврзана со тумор, затоа што во мозокот нема каде туморот да расте. Обично прави притисок на тоа е една затворена кутија која што притисок на околните структури и доаѓа до инкарцерација. Значи се јавуваат тие симптоми, испадни невролошки симптоми и брзо се открива туморот. Значи заштитата е битна да се посети доктор прво кој ќе се има било каква главоболка, да не се лекува самоиницијативно
и да се постави правилна диагноза и од тоа произлегува третманот. Нали, ако е главоболката, например, сврзана со некои други заболувања, се лекува тоа заболување, за да не се појави главоболката. Значи, тука главоболката е само придружен симптом. А за она примарната главоболка, која што ги има повеќе видови, значи се лекува главоболката. Исто така, која ќе се постави таа диагноза, како што кажав, тоа е принципите на лекување, веќе ги кажавме кај мигрената, меѓутоа кај другите видови постојат други принципи. Така да тоа е неисцрпно подрече за кое веројатно ќе зборуваме и во друго време. Секако. Докторке, јас ви благодарам за времето кое што го одвоивте и бевте гостин во емисијата Живе и здраво и покрај тоа што сме во еуфорија на празници. Да. Се гледаме во некоја друга прилика, јас верувам дека повторно ќе ни бидете гостин овде. Благодарам за поканата и посакувам на гледачите за среќни и пријатни празници, божични, се најубаво во новата година. Почитувани гледачи, тоа беше се за денешното издание на емисијата Живе и здраво, прва за 2016 година. Јас ви благодарам за вниманието, се гледаме за 7 дена.